универзитетски професор и екс-проректор на УК. За неја дел од професорите велат дека е гласна и амбициозна. Повеќе од 2 децении е професор на ФЕИТ. Христина Спасевска, гостинка во ова издание на Тренинг. Добре дојдовте, професорке. Благодарам за поканата. Добро ве најдов. Најпрво честитки за признанието инженерски прстен. Вас ве наследи амбасадорот Лепавцов. Долги години бевте и проректор, се уште сте и професор, долги години бевте во инженерската асоциација. На почеток 2 дилеми, бидејќи се уште сте активна. Имате ли увид, знаете ли каде заминуваат добрите, профилирани кадри од ФЕИТ? Остануваат во земјата или перспективата ја бараат надвор? Според статистичките податоци реално, но и она што го знаеме од нашите алумни, дел од нашите дипломирани инженери одат во европските високоразвиени земји. Она што е проблем е дека тие таму многу тешко наоѓаат и работа. Ако ние мислиме дека тие веднаш наоѓаат работа, особено кога излегуваат од факултетот. Повеќето добри студенти од нашиот факултет мора да се запишат на магистерски или на докторски студии, да поминат еден период во странство, за да можат сите тие визни предизвици, препораки да ги стигнат, за да можат да останат во земјите во странство. Најчесто одат Германија, Холандија, Швајцарија, па дури и скандинавските земји. Што е она пресудно што најчесто, веднаш по дипломирањето, по завршувањето на студиите, се одлучуваат да заминат? Иако западните, високо развиените западни земји бараат веќе профилирани кадри, добро обучени, значи тој, да кажеме, сениор став, младите се решаваат да пробат да најдат добра работа во странство, затоа што најверојатно нема спрега помеѓу универзитетите и компаниите, не доволно добра, да компаниите веднаш ги привлечат и ги земат овие млади студенти. Вообичаено, тоа е природно, нели секоја компанија бара профит. Природно е тие да бараат веќе добро обучени, практично обучени кадри со вештини и со знаење. А од друга страна, универзитетите со своето формално образование немаат доволно практична работа, која би ги профилирала тие кадри уште на универзитетот. И она што е исто многу битно, значи тука не се во прашање само компаниите. Ние немаме како држава механизми да младите инженери кои ќе излезат од нашите универзитетски клупи веднаш започнат своји бизниси и своји компании. За да се работи стартап компании, спин-оф компании, нели, ајде да ги користиме англиските зборови, тука секогаш во овие модели за поддршка мора да биде вклучена и државата и проектните активности кои би ги нудела државата за веднаш по завршувањето на студиите тие почнат свој бизнис. Професор, ќе забележав одредени депримирачки информации. Се намалува бројот на студенти на градежните факултети. Македонија во моментот гради 3 автопати со околу 3 милиарди евра инвестиции во наredните 5 до 6 години. Зарем тоа не е предизвик за фирмите и студентите? Дали тоа не е депримирачки во планирањето на кадрите или ова што вие велите дека сепак, например, фирмите преферираат готов производ, веќе профилирани личности? Јас предавам во прва година и во четврта на ФЕИТ. Младите се многу прагматични луѓе. Тие веднаш, особено овие нови генерации, тие сакаат веднаш по завршувањето да имаат добра работа и секако да имаат голема плата. Јас не сум сигурна колку во градежниот сектор во овој момент може еден млад градежен инженер да има примања. Да не заборавиме дека ова е периодот од животот на еден млад човек кога тој треба економски да се осамостои од дома и секако да планира да формира семејство. Се уште мислам дека градежните компании не се подготвени да дадат реални примања на млади инженери без искуство. И мислам дека тој тренд ќе потрае уште малку се додека не се надмине таа ситуација.
Како вие гледате на предлог законот за високо образование? На последната верзија на законот за високо е сега образование објавено, мислам, во владина процедура. Ама мислам дека не е ставено понеделникот или вторник, не се сеќавам. Таа верзија што министерката рече дека ќе биде прилагодена на барањата од универзитетите и јавната расправа. Многу често ги менуваме законите за високо образование и не тоа сега, туку ги менуваме долги години наназад. Значи тоа не е некој процес. Според мене, јас се надевам дека сите забелешки или повеќето забелешки се имплементирани, затоа што вие знаете дека имаше навистина бурна расправа околу законот. Јас мислам дека пререгулираноста на било кој закон за високо образование смета на развојот на академијата, на академската фела и воопшто на образованието и на науката. Дали не го делите впечатокот дека со секоја промена на власта се нудат некакви нови предлог, решенија, реформи во образовниот систем и постојано како да на крајот колатерална штета се на крај студентите. Така е, тоа и го кажав, можеби со други зборови, место да ги подобруваме законите што постојат, што сме ги користеле, имплементирале, па да ги најдеме детските болести во секој нов закон и да го подобриме, секоја нова власт носи нов закон кој е многу поразличен од претходниот. Така беше 2018, така е и сега. Јас пак ќе се осврнам на таа пререгулираност. Нели ние, освен критериумите за кои најмногу се зборуваше сега, нели, дека професорите ќе добијат повисоки критериуми за избор во звање, тој терет падна повеќето на помладите колеги, тоа го знаеме, но тоа не беше целта на дискусијата. Една од многу битната цел на овие дискусии поврзани со законот е да се намали регулираноста и да се остави можност универзитетите да постават своји критериуми, нели сите ние универзитети не сме исти, да постават своји критериуми, а од друга страна државата да контролира дали тие критериуми се исполнуваат. И она што е исто многу битно, сите овие критериуми поставени за избор во звање, знаете, правниот факултет и колегите што работат на правниот факултет, сега го земам за пример економскиот, и оние што работат на ФЕИТ или на природно-математичкиот факултет и медицинскиот, треба да имаат можеби и различни критериуми за напредок. Можеби она што е значајно да го постигне еден универзитетски професор на ФЕИТ, не е исто така значајно да го постигне еден мој колега на правниот факултет. Како да ги задржиме најдобрите? Ако пред неколку години беше предизвик да се студира правен факултет, сега најчесто да младите преферираат да се запишуваат на техничките факултети. Јас долги години, 2 мандати бев председател на инженерската институција на Македонија, вие спомнавте. Сега тоа е Андреј Лепавцов и го доделувавме признанието инженерски прстен, токму да им дадеме признание на најдобрите дипломирани инженери во државата. И точно е, дел од тие млади луѓе остануваат овде, многу ретко во последните години остануваат на универзитетите, што е поразителен факт. Јас сум среќна што сега во новиот закон за високо образование токму инженерскиот прстен е спомнет, дека овие млади луѓе треба да се најдат модели, законски модели, за да останат на факултетите. Дел од нив заменуваат во странство. Она што е многу битно е дека со дигитализацијата и со навлегувањето на вештачката интелигенција воопшто во општествениот живот, во секојдневието, се повеќе има потреба од инженери, особено од кадри кои се во IT индустријата. Како да се спречи овој тренд на brain drain? Знаете, јас сакам да ги разликувам двата поими brain drain со интелектуална миграција. Интелектуалната миграција во принцип важи низ светот. Секогаш млади, квалитетни луѓе
од помалку развиени земји одат во поразвиените земји. Тоа е природен процес. Но ние мораме да градиме механизми со кои би останале нашите млади овде. Се сеќавам, пред повеќе од 10 година би во работната група за правење на стратегија за Stop Brain Drain. Гледавме стратегии во Хрватска, не гледавме во Германија, ама гледавме во Хрватска, во Словенија, во Албанија. Буџетите што беа зафатени во акциските планови за тие 3-4 годишни стратегии беа од милиони евра. Значи не можеме ние да градиме ставови, механизми за да стопираме младите да одат во странство само со говори и со политики кои не се применуваат. Значи мораме да имаме реални акциски планови како да ги задржиме. Значи прво е да им даваме стипендии на оние што се најдобри и да потоа тие реално најдат вработување. Стипендии не само државни, тука треба и компаниите, ако сакаат да имат квалитетни кадри, мора да го одврзат кесето. Така како што беше кога јас студирав. Значи реално се сеќам, еден металски завод Тито на времето даваше стипендии кои беа поголеми од платата на работниците. И секако тоа да биде обврзувачко. Исто така како што кажав, можеби е убаво да видиме колку кошта студирањето или колку чини студирањето, државното студирање на еден наш инженер или на еден наш доктор, и во крајна линија, ако тој напушти земјата, а добил средства за да го заврши овде факултетот, можеби може да се примени и некоја драстична мерка тие да се вратат. Што прават компаниите и универзитетите во вакви околности кога се почесто слушаме дека фирмите се соочуваат со недостиг на работници? Говорам за квалификуван кадар. Нема невработени искусни инженери. Верувајте ми дека младите инженери, веќе вие го спомнавте и градежниот факултет, нели, оние што завршуваат градежен факултет, градежните инженери, младите инженери се повеќе се соочуваат со проблем да најдат добра работа и добро платена работа. Тоа значи дека нивната практична работа и практично искуство треба да го симнеме од компаниите, да го симнеме на универзитетот. Значи, студиските програми што ги имаме мора да дозволат студентите паралелно и да студираат и да работат. Се уште јас како универзитетски професор можам да кажам, а како проректор што ги знае, нели, сите факултети, се уште мислам дека нашата настава е обременета со премногу теориско знаење, не достига практичниот дел? Значи имаме лабораториска настава, но настава во компанијата, практична настава недостасува. Ама тоа да не биде надвор од образовниот процес. Значи ние мораме да ги правиме студиските програми така да студентите ден во неделата, 2 дена во неделата, 1 месец во семестарот, не надвор од семестарот, тоа е плюс. Имат време да го поминат во нека компанија. Дали е точен податокот дека 230 најдобри, најталентирани студенти од техничките факултети имаат инженерски прстени? Каде завршија сите овие? Бидејќи нели го доделувавме тоа признание на во инженерската институција, јас можам да ви кажам дека тоа е 1/3, 1/3, 1/3. Скоро па и повеќе од 1/3 се во странство. 1/3 се на универзитетите и градат исклучително квалитетни академски кариери, а само 1/3 е во стопанството. Пак ќе напомнам, сите оние што се останати на факултетите, значи што се примени во академската фела, сите тие се од порано. Значи на тоа мораме да работиме и како академија, но и секако државата да овозможи, знаете вие, ние сме државни универзитети и зависиме, работните места ни зависат од одобрувањата на Министерството за образование и наука и финансии. Значи мораме да најдеме места тие млади да останат на универзитетите. Сепак од нив се очекува да градат и исклучително квалитетна научна кариера. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам и на вас.
На крајот од ова издание на ТВ магазинот Трилинг, повлекувањето на овластувањата не е лично. Ова е ставот на државниот јавен обвинител Савевски по одлуката на обвинителката Ленче Ристовска да си поднесе оставка. Веројатно допрва следува да се одмоткува клопчето околу состојбите во јавно обвинителската работа. Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Следете не идниот петок во празничното издание на ТВ магазинот. До тогаш, довидување од мене.